Благодарам, председателе. До сега сите мои говори ги започнав со почитувани пратеници, ама сега после биотероризмов кој го направивте со скафандери, каде што не сместивте само ние и Малезија пратеници да гласаат со скафандери, апропо законот бидејќи е баш за ковид, не знам како да се обратам. Можеби најреално е да се обратам почитувани колеги од опозицијата и непочитувани колеги од власта. Не знам тоа дали е по етички кодекс. Вие подпредседателе сте експерт за етичкиот кодекс, па можеби ќе ме прекинете. Шала настрана, патец у средина, ама законов е задоцнет, законов е мачкање очи и мачки на кашлица. Овој закон е издействуван под притисок на јавноста и конкретно под притисок на левица, затоа што неколку дена пред овој закон да биде поднесен, левица поднесе специјален закон за утврдување на максимални цени за болничко лекување за COVID-19 пациенти. Значи, сведоци сме дека на последното пратеничко прашање кое јас лично му го упатив на премиерот, се однесуваше токму на ова, истиот тој не убедуваше дека нема потреба од ваков закон, бидејќи услугите и таму и ваму биле исти, за само една недела после тоа рапидно да го смени ставот. Меѓутоа, тоа не го вади од одговорноста дека цела година како власт ја преспавте, дозволивте да се буквално луѓето да се заборчуваат кај лихвобанкарите, да даваат станови, куќи под хипотека, да продаваат автомобили само за да можат да се лекуваат. И да, за разлика од некои колеги кои спомнаа тука, јас сметам и тврдам како левичар и социјалист дека здравјето е итекако политичко прашање и дека за здравјето итекако ќе треба да се интервенира не само сега, туку и во иднина, за да немаме ваква социјална неправда на секој чекор. Зошто законот е палијативен? Затоа што е презадоцнет и затоа што се занимава со последиците, а не со причините. Како професор по право, ќе се задржам на 3 правни аспекти со цел да ви го раскринкам законов, а четвртиот ќе биде политички и на тој ќе се осврнам на крајот. Првиот правен проблем е тоа што свесно или несвесно, бидејќи и министерот и заменикот министер се медицинари, тие не се правници, оставаат врата да овој закон биде во иднина спорен пред Уставниот суд токму од олигарсите кои се сопственици на приватните медицински установи, односно приватните болници. Зошто? Затоа што сметам дека намерно е ова квака оставена со цел да може, како што тоа го прават сега еве банкариве, кога Народна банка им забрани да делат дивиденди, па тие го спорат тоа на уставен, истото ова да ви го прават олигарсите на приватните болници. Имено членот 55 од уставот, ќе ви го прочитам, многу е краток, па ќе го продискутираме заедно. Вели дека слободата на пазарот и предприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбрана на републиката, зачувување на природата, животната средина или здравјето на луѓето. Тоа значи дека уставотворецот предвидел само во 3 случаи да се чепка слободата на пазарот и предприемништвото, она што Филипче ни го тврдеше дека нема правен основ да ги ограничи. И мислат дека со овој закон го даваат тој правен основ, меѓутоа видете ја кваката. Како што вели уставот, како што ви прочитав, единствено со закон може да се ограничат овие права на овие олигарси или магнати. Значи, знаеме кој носи закон, закон носи собранието, односно закони носиме ние како легислативно тело и носител на законодавна власт. Меѓутоа, наместо да се донесе таков закон, како што предлага левица, тој е лекс специјалис, вие со овој закон не ги ограничувате цените, туку делегирате владата тоа да го прави. Значи, тоа е еден степен на генерална делегација и втор степен е ја ограничувате врз основа на цени утврдени од фондот како трет орган. Значи, дали разбирате што вие всушност правите? Тоа значи противуставно го делегирате суверенитетот на парламентот, на владата, а понатаму и на фондот за здравствено осигурување кој ќе ги утврдува цените, наместо тоа да го направиме ние со закон, со што им отварате можност на овие магнати утре овој закон да ви го оспорат на Уставен суд, знаејќи го капацитетот на уставниве судии со 6 просек, тоа може и да
може и во иднина да помине. Тоа е првиот правен проблем кој сте го занемариле. Вториот правен проблем е терминолошката дилема која што ја воведувате, односно номотехничката слабост на овој закон кој оперира со сосема различни термини, наведувајќи ги кобожемски се исти. И за илустрација ќе го прочитам членот 281 в овој новиот во ставот 3 кој што вие го предлагате. Вели за време траење на мерките одлучува владата, а тие може да траат најдолго до завршувањето на кризната состојба, прогласена заради заштита на јавното здравје и прогласена епидемија или пандемија на заразна болест. Значи, ова е ни на семинарска задача на правен факултет не може да помине. Зошто? Затоа што кризна состојба според нашето законодавство, според Законот за управување со кризи, прогласува владата, а ја продолжува собранието, доколку е подолга, додека состојба на епидемија прогласува Институтот за јавно здравје. И нема ниту алтернација или, туку е ставено со кумулација и. Значи, се оперира со терминолошки дилеми, тоа се кризна состојба и епидемија, што номотехнички и правно гледано е различно. Од тука тие не можат да бидат во однос на кумулација, единствено можат да бидат во однос на алтернација, бидејќи едниот кризната состојба ја донесува владата, додека епидемијата ја донесува Институтот за јавно здравје. И нема да знаеме при толкувањето дали ако заврши кризната состојба сега во јуни, ќе завршат и цениве, иако има прогласено состојба на епидемија и понатаму, бидејќи состојбата на епидемија е понизок степен на тревога од кризната состојба која е на дел или на целата територија. Тоа е вториот проблем. И третиот проблем е она што вие го оставате повторно противуставно во членот 4 од предлог на законот, вели подзаконските акти за чие донесување е утврдено од овој закон ќе се донесат во рок од 7 дена. Веројатно се мисли на некој правилник кој би го донел министерот или на некоја уредба, веројатно која би ја носела владата. Тоа значи повторно спротивност на членот 55, кој вели дека слободата на пазарот ќе се чепка единствено со закон од страна на пратениците и тоа не е надлежност и нема мандат тоа да го прави ниту министерот со правилник, ниту владата со уредби. Тоа се трите правни проблеми кои се суштински, би рекол, за овој закон, а четвртиот проблем е политички. Реков дека здравјето е итекако политичко прашање и овој закон е социјално неправичен пар екселанс, бидејќи со овој закон сиромашните понатаму ќе умираат, богатите понатаму ќе се лечат. Имено со овој закон само го максимирате профитот на собствениците на приватните болници, но со тоа не му помагате на народот. Оној кој немал до сега 12.000 евра, се подразбира дека ќе нема и 6.000 евра. Значи, оној кој има, пак ќе има, затоа што него нема да му биде проблем на богатиот да плати и 12, нема да му биде проблем и 6, меѓутоа оној кој живее со 40 денари на ден, а тоа се секој, како беше, секој над 80.000 граѓани, или оние кои живеат со 2 евра на ден, тоа се пола милион од 2 милиона луѓе, пола милион ни живеат со 2 евра на ден. На тие луѓе не им значи ништо овој закон и за тие луѓе Левица предлагаше да има квота од 50 кревети за сиромашните во секоја приватна болница, ако се 2 или 3, тоа се 100-150 кревети во секој момент, меѓутоа овој закон тоа не го предвидува. Имено ќе го прочитам само мислењето на Комитетот за економски, социјални и културни права, кој е востановен од страна на Обединети врз основа на Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права, според кој државата е носител на обврската за заштита на правото на здравје на населението. Дел од оваа обврска може да се обезбеди преку давање на здравствените услуги на приватни субјекти, меѓутоа се прецизира тоа нема да биде закана за достапноста, пристапноста, прифатливоста и квалитетот на здравствените установи, услуги и сервиси. Овој комитет, врз основа на овој меѓународен пакт, е дециден дека здравствените установи, добра и услуги мора да може сите да ги допуштат. Ова се цитати од релевантни меѓународно правни извори кои по нашиот устав се извор и на нашето домашно право. Исплатата на здравствените услуги, вели комитетот,
како и услугите поврзани со основните одредници на здравјето, мора да се засноваат на принципот на социјална правичност, при тоа обезбедувајќи дека таквите услуги, независно дали се јавни или приватни, ќе можат да си ги допуштат сите, вклучително и социјално обесправените групи. За жал, овој закон тоа не го овозможува и затоа ние како Левица повикуваме на вашата совест да го поддржите законот за Левица, кој не беше ставен на дневен ред, иако е поднесен пред овој закон. А за овој закон ќе гласаме воздржано. Ви благодарам.